Во исконските напори на човекот за својот обстанок, наедно и напредок на човечкиот род, шумата представува еден од основните фактори за живот, влијаејќи при тоа врз биолошката рамнотежа во природата во која тој живеел и обстојувал, и тогаш кога ја нарушувал таа рамнотежа и кога ја осознавал нејзината голема корист и зависност како извор на благосостојби и единствена можност за обстанок. Шумата како сложен систем на шумски и друг растителен свет, животни и микроорганизми, геолошка подлога и почва, клима и конфигурација, представува всушност еколошки систем во кој секој член на многобројниот свет на живи суштества има определена улога и е во рамнотежа во однос со другите членови на оваа заедница. Во ни владее борба за живот на единките, а во вкупниот биланс владее хармонија и совршена рамнотежа. Човечкиот организам е во голема зависност од неговата животна околина и сите климатски појави околу него, а шумите со својата биолошка активност влијаат многу врз таа околина. Првото негово засолниште беа шумите, првата храна многобројните шумски плодови, крзната на шумските животни и првата облека и така натаму. Според научните сознанија, вредноста на шумите се состои пред се во незаменливите функции што тие ги вршат во заштитата и унапредувањето на природната, животна човекова околина. Шумите го прочистуваат загадениот воздух. Утврдено е дека 1 хектар зимзелена шума годишно произведува 50 тони кислород. Наедно таа може да проголта 36 тони прав и други воздушни загадувачи, додека 1 хектар листопадна шума ќе прими и ќе задржи 56 тони прав и слично. Со научните испитувања е утврдено дека над индустриските населби се наоѓаат од 100.000 до 500.000 честици прав и чад по 1 кубен сантиметар воздух, додека во отворено, непошумен простор 5.000, а во шумите само 500 честици. Едно стебло, чија површина на лисијата изнесува 150 квадратни метри, за 100 години произведува кислород онолку колку што му е потребно на возрастен човек за време од 20 години. Шумите го подобруваат водниот режим. 95% ги задржува водите на врнежите. Се цени дека задржаната вода има 10-кратно поголема вредност отколку вредноста на дрвото. Исто така е утврдено дека зголемувањето на шумовитоста има влијание врз порастот на врнежите за 20% повеќе од општото количество. Спротивно на тоа, пресушувањето на многобројните бистри планински извори, што за жал е се почеста појава кај нас, е како резултат на сечата на големите шумски комплекси. Шумите се незаменлив регулатор на климатските екстреми, на топлотниот и влажниот режим на воздухот и воопшто ги подобрува климатските услови во микрореонот и на поширокото подрачје. Шумата ја ублажува бучавата, која на своевиден начин го загрозува нашето здравје, нервниот систем и дестабилизацијата на условните рефлекси. Шумски појас, широк 50 до 100 метри, ја намалува бучавата и до 50%. Поради тоа, шумите и зеленилото по должината на сообраќајниците и автопатите, во градовите и надвор од нив, представуваат и најевтина заштита од пресилната бучава. Шумите действуваат и антирадиоактивно. Зрачењето во шумата е за 5 пати помало отколку на отворен простор. Тие служат за психичка и физичка рекреација и одмор на работните луѓе, како и за нивно засолниште во општонародната одбрана. Вредноста на шумите изразено преку општо корисните функции, кои многу пати ја надминуваат вредноста на шумата како производител на дрвна маса, представува наше национално богатство.
Во историјата на човечкото општество, па и во развојот на секој народ, шумите имале големо, честопати и пресудно значење. Од постоењето на човекот, шумите биле извор на непресушни добра. Историска вистина е дека материјалната култура на најмногу народи во светот, па и развитокот на нивната цивилизација, биле условени од постоењето на шумите и од тоа што шумите му давале на тој народ. И денес, поголем број економски јаки земји во светот, својот брз стопански развиток го постигнале во прв ред благодарение на богатството од шуми. Во светот скоро нема ни еден народ чиј напредок или назадување на материјалната култура, па и самиот опстанок, не биле во поголема или помала мера зависни од шумата. Борејќи се за опстанок, создавајќи материјални услови за подобар живот, човекот во сите краишта на светот неограничено и многу долго ја искористувал шумата, често до нејзиното наполно истребување. Така некогашните огромни простори под шуми во многу земји, во текот на вековите, полека и сигурно исчезнувале. Југославија се вбројува меѓу земите во кои процесот на исчезнување на шуми во последните 200 години бил многу брз. Само од почетокот на овој век површината на шумите е намалена скоро на половина, па не е ни чудо што се наоѓаме на листата увозници на дрвна суровина. Шумскиот фонд има прилично неповолна структура,